Република Македонија е парламентарна демократија. Во парламентарната демократија највисока институција е собранието. Првата и основна задача на собранието е исполнување на законодавната функција. Во таа смисла опозицијата целосно и континуирано ја извршува својата должност и обврска кон уставот и граѓаните и досега и во иднина ќе предлага позитивни законски решенија кои имаат една единствена цел – подобрување на животот на сите наши сограѓани. Но собранието има и втора, исклучително значајна функција. Таа е да извршува контролата над владата и останатите владини и државни институции. Всушност, парламентарната контрола представува контрола на народот врз оние кои тој ги избрал. И законодавната и контролната функција се уставно предвидени и загарантирани. За жал, владата на ВМРО-ДПМН е цели 6 години работи без контрола на институциите. Владата на Груевски не ги почитува целосто законите, таа во своето работење се води исклучиво од позиција на моќ и на тој начин спроведува агресивна, неконтролирана, партиска и пред се криминална политика. Транспарентноста, отвореноста и отчетноста не постојат во работењето на оваа влада. На таквиот начин на работење треба да се стави крај. Законите, процедурите и пред се граѓаните треба да се почитуваат. Токму затоа, денес предлагаме нова и позитивна иницијатива. Како пратенички групи на опозицијскиот фронт, преку нашите председатели на собраниските комисии, ќе иницираме серија на 7 надзорни расправи во текот на оваа година. Ќе побараме расправи и одговори за тоа колку пари должи владата на фирмите, колку и како се трошат парите во проектот Скопје 2014, на кој начин се злоупотребува социјалната помош на најсиромашните граѓани и тоа во партиско изборни цели. Зошто граѓаните добиваат катастрофални здравствени услуги во презадолженото јавно здравство? Како и зашто се трошат народните пари во Управата за безбедност и контраразузнавање? Ќе побараме одговори какви мерки превзела МВР и дали е тоа законски во случајот Љубе Бошковски. Ќе започнеме со првата надзорна расправа овој месец, посветена на злоупотребите во доделувањето на земјоделските субвенции. Новие надзорни расправи ќе ги повикаме како сведоци најодговорните лица, почнувајќи од премиерот Груевски. Нивна законска обврска е да дојдат и преку пратениците да се соочат со народот. Граѓаните имаат право да знаат зошто владата превзема одредени политики, колку од нивните пари се предвидени за секој нејзин проект и како таа ги троши тие пари. На крајот, во име и во интерес на граѓаните го повикуваме владачкото мнозинство да ги поддржи овие 7 надзорни расправи и да не помислува на веќе видените ефтини обструкции. Надзорните расправи мора и ќе се одржат. Контролата мора да се воспостави, вистината мора да излезе на виделина.